Драги читатели, во претходниот период или го реализираше проектот Европска литература за чувување на солидарноста во заканувачки контексти, кофинансиран од програмата Креативна Европа на Европската Унија. Македонската читателска публика доби 10 исклучителни литерарни дела од различни жанрови на исто толку современи европски автори. Желбата ни беше повеќето од нив да ги донесеме во живо на промоции во Скопје, но поради презафатеност во постпандемискиот период, приредивме 4 прекрасни промоции, како и едно онлайн интервју. Прва наша и ваша гостинка на 17 јуни беше Кристина Тот. Откако Или имаше одлична соработка со унгарската писателка на полето на прозата, издавајќи ги збирката раскази Пиксел и романот Аквариум. Овој пат, на радост на најмладите читатели, на македонски јазик излезе незината популарна книга за деца, која најде на одличен прием во матичната земја, надополнета со прекрасните илустрации на Бибор Тимко. Од 35 напишани дела, дури 20 припаѓаат на детската литература, со што Кристина Тот е една од најплодните унгарски авторки во овој книжевен жанр. Nagyon erős a gyerekekben a csoporthoz tartozás vágya, és a kisdenevér meséje tulajdonképpen ezekről a vágyakról szól. Mindenkit megkísért kiskamaszkorban, hogy más milyen szeretne lenni, mint amilyen. Sokan úgy érzik, hogy csak ha a saját identitásukat hozzák, az túl egyszerű vagy egyenesen ciki. És milyen jó lenne valamilyen teljesen másnak lenni. Szerintem a kamaszkor az, amikor legtöbben vágynak a testmódosításra, vagy a hajfestésre, valahogy megváltoztatni azt, ami ők. És van még egy rejtett jelentése is a mesének, amit azt hiszem, hogy az én kislányom nagyon jól érzékelt, amikor ezt neki írtam. Az én kislányom roma származású, és itt a fekete színű denevérek állandóan a színes énekes madarakat csodálják, és színesek akarnak lenni. Míg végül jön valaki, aki segít nekik ráébredni, hogy a denevérek milyen elképesztően különös és csodálatos állatok. На 18 август ни гостуваше полскиот писател Миколај Гринберг. Неговата моќна збирка раскази Еврејска работа не поштедува никого, како и самиот Гринберг, кој на промоцијата беше прилично отворен и без влакна на јазикот во однос на случувањата во неговата земја, како и во Европа во целост. Книгата составена од кратки монолози, во кои карактерите се евреи, христијани, атеисти, од сите средини и сфери на животот, раскажува приказни претворени во кристална проза. Во овој клучен момент за еврејскиот живот во Полска и во целиот западен свет, собудењето на старите духови на антисемитизмот, кои повторно се појавуваат во јавната дебата и каде слободата на говорот е под закана, се издвојува чистиот и разумен глас на Гринберг. Króciutki wstęp, o co chodzi z tym, że ci polscy Żydzi nie wiedzą o tym, że są Żydami, albo że się dowiadują później. Ci Żydzi, którzy przeżyli Holokaust w Polsce, przeżyli, część z nich w trakcie zmieniła nazwiska, po to, żeby mieć aryjskie papiery. Ta fala antysemicka, która zaczęła się tuż po wojnie, pogromy, podpalania sierocińców żydowskich i tak dalej, spowodowała, że część z nich postanowiła zostać przy tych polskich nazwiskach. Więc była bardzo duża grupa ludzi, która myślała, że są Polakami bez żydowskich korzeni, ale żyli w potwornie straumatyzowanych rodzinach, bo ich rodzice przeżyli Holokaust. Więc były dwa tabu. Jedno, jak w większości żydowskich rodzin po wojnie, nie pytajcie nas, co przeżyliśmy. I drugie tabu w tych rodzinach, nie powiemy wam, kim jesteście. No i to oczywiście spowodowało, że bardzo dużo ludzi, którzy głównie przez przypadek odkrywali, że ich rodzice, dziadkowie, w związku z czym oni też są Żydami, odkrywali to w dorosłym wieku. I nagle wiele rzeczy zaczynało do siebie pasować.
9 дена подосна, на 27 август, ни гостуваше италијанскиот писател Пиетро Гроси, чија дебютантска книга Тупаници постигна голем успех ширум светот, а една од трите приказни доби и своја екранизација на големото платно. Со италијански шарм и човечка непосредност, Гроси раскажуваше за неговите литерарни искуства и како дошол до тоа наместо роман да напише 3 силни раскази за 3 неприлагодени момци, кои бараат свое неприкосновено место под сонцето. Come sono arrivato a questi personaggi? In realtà non credo di esserci arrivato, sono loro credo venuti da me. Cioè, dopo che avevo addirittura pubblicato questo libro, quindi non solo scritto, riletto, rivisto e alla fine anche pubblicato, le persone mi hanno iniziato a far notare come queste storie fossero delle sorte di duelli tra due persone. Dunque mi resi conto attraverso la lettura di tutte queste persone che io in quel periodo là, la fotografia in questo caso è comodo che ci sia perché nel 2006 quando il libro uscì mi resi conto che il risultato, ciò che ero io in quel momento della mia vita era il risultato di una continua battaglia tra delle persone all'interno di me stesso, probabilmente tra due fazioni, come due eserciti all'interno di me stesso. Quindi credo semplicemente che quando proprio in quegli anni mi liberai dal bisogno forte, dall'ossessione di scrivere un lungo romanzo all'americana, no? Un romanzone di 500 pagine, e mi lasciai andare a quella che poi ho scoperto essere la mia misura, che è più quella del racconto, evidentemente mi sono venute incontro le figure di questi ragazzi, perché io ero insomma, poco più che ragazzo, che combattevano tra di loro per capire come vivere le proprie vite, che era quello che avevo fatto io fino a quel momento. Поради збиена агенда со хрватската писателка со берлинска адреса Ивана Сајко, направивме онлайн интервју по повод издавањето на незината книга Трилогија на непослушноста на македонски јазик. Преведувачот Владимир Јанковски одлично го водеше разговорот, во кој Сајко зборуваше за предизвикот на пишувањето драми, но и за промислата каков театар ни треба денес. Класичен или модерен, можеби експериментален. Mislim da je za tu knjigu prije svega bilo jako bitno to moje iskustvo na sceni, jer kad sam ja počela pisati, meni su svi govorili za kazalište, svi su govorili ali to nisu drame, to se ne može uopće staviti na scenu. I onda negdje u jednom momentu ja sam shvatila da sam prinuđena da sama to radim, da pokažem da se to može staviti na scenu i da zapravo drame koje ja pišem negdje postoje u tom nekom kontekstu kazališta koje mene zanima. To nije klasično dramsko kazalište, ne zanima me, dosadno mi je, nego mislim kazalište gdje je tekst, ajmo reći, jednako vrijedan kao i pokret, kao i svjetlo, kao i glazba. I zato ono dopušta da, kako bih rekla, da priča nekoliko priča, da je jako otvoren, da taj tekst može postojati u različitim oblicima na sceni, da se nešto može čuti, nešto ne mora, ali da isto tako ima neku vlastitu, kako bih rekla, poetsku vrijednost. I onda sam ja krenula raditi predstave sa muzičarima, i zapravo to iskustvo, malo po malo zapravo pisati za taj neki, za to neko moje kazalište, kako sam ja zapravo prilagodila zapravo na neki način svoje tekstove sebi, da ih ja mogu izvesti, ja nisam glumica, ali imam sluh i da ih mogu zapravo izvesti sa muzičarima. I utoliko je i utoliko ja mislim ta knjiga, Trilogija o neposluhu ima za mene neko posebno mjesto, jer za mene znači jedan period neke promjene u kazališnom smislu i opće svoje pozicije na sceni. И на крајот, како круна на реализацијата на проектот, на 1 декември во Скопје ни гостуваше Георги Господинов, на радост на неговите овдешни читателски фанови. И покрај зафатеноста во текот на целата година, Господинов не почести со своето присуство исто како и пред 7 години, кога ја промовиравме книгата Физика на тагата. Овој пат во фокус беше неговиот актуелен роман За солниште во времето, кој во 2022 година се преведе на многу светски јазици и се закити со неколку значајни награди. Благодаря на Или
на Ненът и Игор, че преведоха почти всички книги, които съм написал, и това е нещо много хубаво, особено във време сега, като това, в което има напрежение. Благодаря на всички вас. Тук наистина, как да кажа, толкова сме близки, че имаме само два начина, както би казал Одан. Или да се мразим, или да се обичаме. Айде да изберем втория. Или, ваше право на добра книга.